разгледувањето на полугодишниот и годишниот извештај за работата на полициската станица од општа надлежност во Прилеп за 2022 година. Полугодишниот извештај го носиме дури сега, односно Советот донесе одлука дека не го прифаќа извештајот од полициската станица за општа надлежност. Причините добро ги знаете, би било добро и да ги потсетиме нашите сограѓани дека во тоа прво полугодие 2022 година имаше сериозни нареди. Нарушување на безбедноста во сообраќајот, нарушување на јавниот ред и мир, одреден број, знаете добро, на запалени возила и тоа на високи функционери и во парламентот и локални функционери, менаџери на јавни предпријатија и останати општествени чинители. Имаше голем број на масовни тепачки, на тоа следеше и таа акција која што ја презеде Министерство за внатрешни работи, односно привремена управа овде во полициската станица и носење на специјални единици кои што имаја за задача да го вратат редот и мирот онака како што треба да биде, и правевме неколку обиди. Точката ја поставувавме на седници на совет, но немаше присуство од командирот на полициската станица од општа надлежност. Денеска беше присутен и тој, не удостои со неговото присуство, иако не му ја проследи седницата, не даде свој коментар и свој видување на извештајот, иако имаше еден сериозен број на советнички прашања кои што беа упатени кон него, но за жал не испочитува прилепската јавност да даде негово видување на настаните што се однесуваат од неговата надлежност за работа, и Советот и за полугодишниот извештај, односно и извештајот информацијата за безбедносната состојба на првото полугодие 2022 година и годишниот извештај за 2022 година за работата на полициската станица од општа надлежност не ги усвои, односно ги одби, затоа што сметаме дека ваквите извештаи кои што содржаја само статистички податоци, кои што и за нив имаја советниците сомнеш дека се на некој начин штимани, ако може така да се каже, за да изгледаат подобро во јавноста, и веруваме дека треба полицијата подобро да се екипира и подобро да се грижи за безбедноста и безбедносната состојба на граѓаните и имотот во општина Прилеп. Командирот не му ја проследи седницата на Советот на општина Прилеп. Имавме напори да го обезбедиме прво неговото присуство, неколку пати ја поставувавме точката на дневен ред на Советот на општина Прилеп, но заради околностите во кои што живеевме, советниците и јас како председател на Советот ја тргавме точката од дневен ред, затоа што сметавме дека треба да има присуство од командирот кој што е неповикан да ја образложи состојбата, односно состојбите во кои што живеевме во тој период од 2022 година, и денеска неговото присуство беше немо. Односно тој дојде, присуствуваше, затоа и точките поминаја на дневен ред, бидејќи единствениот услов кој што го имаа советниците во владеачкото мнозинство е да биде тука командирот присутен, за да му ги поставиме сите отворени прашања кои што до нас од граѓаните стигнаа односно овие теми кои што се од делокругот на работа на полициската станица од општа надлежност. И ви кажав, мојот впечаток е дека чисто командирот беше тука за да му поминат точките на дневен ред и да си го пополни тој дел од врската која што има кон Советот. Извештаите се за таква една сериозна состојба во која што живеевме во првото полугодие 2022 година и она што се случуваше таму во летните месеци кога имавме зголемено присуство на полициски службеници од Министерството за внатрешни работи, имавме извештаи од по 7 страни на кои што чисто формално беа означени. Ако имало во 2021 пример сообраќајен прекршок, во 2022 имало 22 или 43, значи буквално беше пластично низ призма на бројки, а не со коментари и она што е нивна активност, што се направиле за да ја подобруваат состојбата во градот. Беа прашани за политизирањето на полициската служба, односно примањето на полициски службеници кои што не го заслужиле местото и не се грижат доволно. Спомнавме неколку случаи кои што сигурен сум дека прилепската јавност ги интересира, тоа е немилиот настан кај старото Прилепско, старата улица Прилеп Битола, регионалната, или кракот од улицата Моша Пијаде кон индустриската зона, знаете, со немилиот настан со загинувањето на велосипедистот. Понатаму слушнавме информации дека има и учесници на полициската станица во меѓусебна тепачка на дури се на должност, го гледавте и тоа по медиумите, не добивме одговори за тоа. Има информација сега која што прострои низ јавност и за тоа беше прашан командирот на полициската станица дека полициски службеници биле инволвирани во транспорт на мигранти и биле фатени во полициска акција во соседна Република Грција. На ниту едно прашање од овие не добивме одговор. Еден од советниците исто праша и што се случува и кои се санкциите и дали воопшто има санкции со
фамозната XXX група која што функционираше во предизборието, односно во 2021 година, не добивме, верувајте, одговор на ниту едно од овие поставени прашања на советниците.